Добар ден, господине, дали може кратка анкета? Може. Започна исплатата на социјална помош, иако Министерството соопшти дека таа овој месец ќе доцни и побара граѓаните да бидат стрпливи. Па тоа беше тест за граѓаните, да видат како граѓаните ќе реагират. Сега, кога почнаа граѓаните да псуваат, да колнат, средствата беа исплатени и сега сите се среќни, научија лекцијата дека по се може да се колне, само по владата не. А македонските професори се 12 пати помалку цитирани од хрватските, а заостануваат и зад српските и словенечките. Па не се цитирани, затоа што може не мрзат, мислам, или се љубоморни, или нема што да цитираат. Него батали тоа, го знаеш ли најновото истражување, сакаш да ти го кажам? Сакам, ајде. Мажите со брада се попривлечни од жените со бркови. Добро, добро. Ајде да продолжиме понатаму. Премиерот најави изградба на нов модерен клинички центар. Изградбата ќе започне наредната година на локација спроти базенот Борис Трајковски. Па хајде да видиме, здравие Боже, мислам ја оваа приказка ја слушам веќе 15 години, сите министри бараат локација, тоаш имав 38, сега имам 53. И да сме живи и здрави, до 102 години кој ќе напунам, тоа ќе ја изградат и таман тоа ќе ми треба модерен клинички центар. Сега, како да ти кажам, не бие бе некој малер со тоа клинички и со универзална сала. Ама трпение, спасение, ќе ги биде нека така. Пури во вредност од 4000 евра се запленети при извршена контрола на автобус, осомничен е возачот на автобусот. Пушењето е штетно, значи браво за царинарниците, а шоферот нека јаде бомбони место да пуши. Трет обид за набавка на нови еколошки автобуси? Ќе биде само трпение, ќе биде малку оптимизам, дечко. Па како оптимизам кога чекаме автобус по пола саат? Ама чекај, ти текнува како беше со адвокатните автобуси на Груевски која дојдоа, ние мислевме дека сме Лондон на Балканите. Значи толку се радувавме и старо и младо се возеше во нив. Сеја така ќе биде и со овие 100 еколошки. Полека, малку трпение и ќе дојдат и за нив ќе се радуваме, ќе видиш. Ако не сте способни да ја придвижите државата напред, тогаш тргнете се, рече Филипче на 32-тиот конгрес на СДСМ. Силно кажано, нели? Да, и во ВМРО одма свикале состанок и констатирале дека човекот е во право и решиле да се повлечат од сите функции, да ја предадат власта за одма да влеземе у Европа. И ВМРО-вци со тешко срце ги извадиле раците од медот и медот им го предале на социјалдемократите. Вие сте сериозни за... Дечко, какво прашање, таков одговор, ај чао. Добар ви ден, господине. Избори многу скоро, рече премиерот. Ајде ќе гласаме. Ајде ќе видиме. Ако не се шали, он ше ливџе. Ајде бе, прашувај шо. Вака, господине, се сретна нашата председателка Силјановска и бугарската Јотова. Кратко и јасно, бугарската позиција е таа, бугарите во уставот, да нема говор на омраза и така натаму и така натаму. Да бе, да. Па добро, види, ја кога бев средношколец, некаде втора или трета година имавме една лектира од овој Ремарк. И таа лектира да се викаше На запад ништо ново. Ова со Бугарија мене ми личи на исток ништо ново, а кај нас се постаро. Така, добра метафора. Почна светското првенство во фудбал? Да, добро, не сум ја нешто многу по фудбалот. Многу репрезентации, многу утакмици, ќе биде гњаважа и ја затоа ќе почнам да гледам светско првенство од 8 на финале натаму. Него дали ти го знаеш најновиот вид за фудбал? Не го знам. Ајде, кажете го. Ќе ти кажам бе. Типче иде на психијатар. И му вика, докторе бе, помагај. Шо е бе, вика работата? Абе месец дена вика нонстоп сањам како верверици играат фудбал. Шо сањаш? Верверици вика играат фудбал. Мам бе човек. Абе вика истиот сон. Па добро вика, земи ги овие апчиња, почни да ги пиеш од вечер и ќе видиш ке ти помина. А вика од вечер не можам да ги пијам. Зошто бе? Па вечер е финалето бе, докторе. Добар виц, добар е. Почна распустот. Абе има ли пубаво нешто од тоа да си дете? Значи, спиеш дока 1-2, доручкуваш нешто, па на телефонче, па компјутерче, игрици, навечер на електричен тротинет. Убавини. А мене најубаво, знаеш што ми беше? Она што го видов сега во вторникот ми се чини, шетам низ мало и пред училиштето трубачи.
тапанџи, ова музика. Прашувам на комшија, викам, што е бе работа? Вика, 9 оделенците завршиле, 9 оделение се веселат. Играат, маливе, рипаат, скакаат, ово, она. Викам, бе, аман бе, кода дипломирале или магистрирале. А и они, него и наставнички, бе, и они играат, се веселат. Една се качила на тапан. Абе, нема ништо пубаво тоа да си дете, бе. Најубаво, најубаво. Ајде, избори!